Гостивар на удар на COVID-19, сегашната состојба со ширењето на вирусот е најлоша од почетокот на пандемијата. Бројот на активно заразени достигна 860 и секојдневно рапидно расте, па го сместува градот меѓу најпогодените во земјава. Дали е потребен карантин за Гостивар? Градоначалникот Арбен Таравари смета дека воведувањето на карантин ќе помогне во справување со вирусот, но не е за таква одлука заради економските последици. Искрено, ако ме прашувате како доктор, би кажал одма да, нема дилеми. Веќе карантинот покажа добри резултати во Франција, Германија, Англија. Меѓутоа, тие се јаки држави, кои што имаат државни резерви и можат да ги покријат сите тие губитоци што ќе ги имаат економските субјекти. Ние како општина, па и како држава, Македонија, сме држава која што нема некои државни резерви. Велам и за Гостивар, мене се уште имам морална дилема, дали да кажам дека треба карантин, професионално апсолутно треба, нема дилеми. Од друга страна па има економски субјекти кои што живеат од тоа. Значи во Гостивар немаме големи фабрики кои што ќе функционираат, туку луѓето живеат од едно кафе, од еден дуќан, од една самопослуга, од одредени бизниси, односно луѓе кои што работат со дневници. И ако ги прекинеме за еден месец тие луѓе да не земаат ништо, односно да ги затвориме сите продавници, ја не знам каков би бил импактот во секојдневниот живот на луѓето. Таравари додаде дека според официјалната статистика на Министерството за здравство, Гостивар во земјава е во средина по број на заразени според број на жители и во долната третина по морталитет. Во ниедна статистика не сме прва општина. Се согласувам со вас, вчера конкретно, вчера бевме втор град, инаку другите денови сме биле 5, 6, 7 и по големина Гостивар е 5 град во Македонија, така да бројките се очекувани. Ја мислам дека состојбата во Македонија за жал веќе е надвор од контрола. Вие знаете дека локалната власт нема никакви ингеренции во здравствениот систем. Единствено што можеме ние да направиме е да советуваме на граѓаните да внимаваат и да се придржуваат на препораките. Според последните информации од Гостиварската болница на инфективното и ковид центарот на интерното одделение, хоспитализирани се 63 пациенти. Капацитетите ќе се прошируваат во зависност од потребите.